Благодарам, заменик председателке, почитувана колешка Ристова. Наведовте некои работи кои во сите оваа црнила, можеби и се сиви точки во предлог буџетот, и ве сваќам обврска вие да си го браните овој предлог. Исто така вие сваќам и тежината кога треба да се брани предлог буџет, кој е само уште една потврда на безидејноста и отсуството на стратегија за економски политики, заради што државата ни оди во провалија со јавен долг од 65,9% од БДП, односно јавен долг за само sky is the limit. Еве вака пишувало на една од облужувалниците во Охрид, кои ги има насекаде и се многу побројни во споредба со образовните институции. Ете натаму одиме, на кладилници и криптовалути. Жалам, колешке, што со лажните и нереални проекции и потаму се обидувате да го оттрнете вниманието од клучните проблеми на оваа држава, и понатаму се обидувате да не убедите дека блескаме, дека ни предстои економски раст, дека долговите што ни ги натоваривте на грб сами ќе се платат, а граѓаните ни се најсреќни на свет. Од другата страна е пак реалноста, која вели дека минатата недела за само неколку дена беа потрошени 9 милиони евра, се извинувам, заради лошото менаџирање со рек Битола. И овие пари никого не го болат. Дека стапката на економски раст нема да биде 3,9%, туку ќе ни замине во негатива во третиот квартал, а сето тоа дополнително ќе го зголеми јавниот долг. Иако лани добивме една огромна нула од странските инвеститори, сега ни следува уште поголема и подебела минуска. Колешке, вие што говорите дека буџетов има силна развојна компонента и дека ќе донесете економски раст, поставете си го прашањето зошто странските инвеститори веќе не инвестираат во Македонија. Имаме најниски странски директни инвестиции во регионот, ама ќе сме постигнеле економски раст. Па како, бре колешке, како? Со лажни и нереални проекти ниту ќе успееме да ги платиме обврските, ниту пак да го покриеме буџетскиот дефицит од 4,3%. Имаме само 224 милиони странски директни инвестиции, наспроти 3,4 милиарди кои ги има Србија, 1,1 милиарда Албанија и 20 милиони кои ги има Црнагора со само 600.000 жители. Ете дотука ја сведовте довербата на странските инвеститори. И странските инвеститори, како што сите знаеме, не бегаат заради пандемијата. Пандемија имаше и во Србија, и во Албанија, и во Црнагора. Со ваквото владење, економски раст ќе постигнеме колку што ќе успеете да ги реализирате овие 37 милиарди денари кои прекрасно звучат кога ги изговарате. А тоа што во текот на вашето владење сте имале највисока реализација на капитални инвестиции од 19 милиарди денари е башка приказна. Затоа сосема е оправдан стравот дека зачестено ќе ја гледаме сликата со луѓе кои роварат по контењерите, од измамени работници и земјоделци по улиците, од млади луѓе кои ја бараат првата прилика за да избегаат од земјава, во која корупцијата е најразвиена стопанска гранка, а сиромаштијата долгорочно ни се вселува во домовите. Споменавте некои земјоделски субвенции, ама кажете им на граѓаните и на земјоделците дека за 30,4% ги намаливте средствата на Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој. Вие се трудите да ни представите убавина и блесок, ама верувајте дека несреќни ни се граѓаните. Несреќни се туристичките работници на кои им ги искасапивте средствата за туризам. Кажавте овде како сте ги вклучиле во сетот мерки, ама нив не им требаат субвенции. Нив им треба туризам кој ќе се развива со идеи и туризам кој ќе им носи туристи и приход. Со сетот мерки што им ги доделивте, можеби се спаси некое работно место на некој кус период, ама фактот што имаме најголемо намалување на бројот на туристи во споредба со сите земји во регионот, за голем дел од туристичко-угостителските работници значи крај на бизнисот. Средства за туристичка промоција нема. Средства за економска промоција нема. И кога веќе така гордо ги набројувате субвенциите во туризмот, еве ви една информација која ја кажав и во претходните реплики, но ќе ја повторам и ќе ве предизвикам уште еднаш, како и претходниот пат, да ме демантирате доколку не е точна, дај Боже да не е точна. Кредитната гаранција
шема во вредност од 307,5 милиони денари, која Божем специјално ја креиравте за економските оператори кои во 2020 година прокнижаа загуби и имаа забрана за вршење економска дејност, тука спаѓаат и дискотеките, се уште не е испорачана. Значи, досега ниту еден економски оператор со шифрана дејност 5610 нема добиено кредит со оваа мерка, а толку се трудевме да се донесе тој 5 сет мерки, да не повторувам на кој начин кажавте вие пред малку. Спомнавте средства за рурален развој и да ве подсетам дека вашите градоначалници го завршија мандатот без да го исполнат ветувањето за правен статус на местните заедници. Зошто им беше потребен правен статус на местните заедници? За да можат да си аплицираат за средства од фондовите, без да се плеткаат низ општинските лавиринти и да се зависни од разни здруженија. Тоа, колешке, ќе им значеше и нив, а во државата барем нешто можеби ќе претнеше. Ама и тоа си остана празно ветување, исто како и ветувањево за економски раст кое го давате при секое предлагање на буџет и при секое носење на ребаланс на буџет. Треба да им кажете на граѓаните дека она што вие го нарекувате предизлизање или подобро и помалку страшно да звучи, има заедничко страшно име кое се нарекува криза. Пред банкрот сме и како граѓани и како држава. И за да биде уште пострашно, изгледот го гледате во приходи од казни. Па така, со инспекции и казни, се сапиле да соберете 195 милиони денари повеќе од минатата година. Кој ги плаќа казните? Повторно граѓаните. Нив ќе им земете од парите што ги немаат, а државата исто така и понатаму ќе троши пари кои ги нема. Или, со поискрени зборови кажано, предлог буџетов ви е фата моргана. Оти со вака конципиран буџет, следната година ќе се задолжиме 787 милиони евра и ќе имаме буџетска дупка од 5,6%. И ајде сега, бидејќи секогаш кога ние говориме, ве критикуваме, обвинуваме, предупредуваме, глумите пред јавноста дека тоа е тенденциозно заради различните политички ставови, јас овде ќе ви наведам факти од Евростат кои кажуваат дека секој трет македонец е во ризик од сиромаштија. И податоците од Македонската платформа против сиромаштија кажуваат дека стандардот паѓа, дека секој трет македонец не може соодветно да си го затопли домот или да си обезбеди каква таква храна, бидејќи квалитетната храна стана луксус. Бидејќи во вашиот говор се осврнавте на образование, ќе ви наведам и други факти кои ги нотирал Државниот завод за ревизија во својот годишен извештај, иако знам дека ако до вчера му се лутевте на народниот правобранител, на кого се повикувавме за катастрофалните состојби во образованието, од денес ќе му се лутите на Државниот ревизор, затоа што исто така има констатирано многу неправилности, многу слабости на системот и многу потреби за промени. Што констатирал Државниот ревизор? Во високото образование во текот на 2020 година, Државниот завод за ревизија извршил ревизија на финансиските извештаи за 2019 година кај 3 факултети и тоа: Природно-математички факултет, Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство и Фармацевтички факултет Скопје, и ги констатирал следните состојби. Сега ќе ви ги прочитам. Не е донесена процедура за утврдување и наплата на приходите остварени по различни основи во рамките на високообразовната дејност. Оваа состојба е карактеристична за трите ревидирани субјекти. Кај Факултетот за информатички науки и компјутерско инженерство утврдени се неправилности при исплатата на дневници за службени патувања во странство. Кај Природно-математичкиот факултет утврдени се состојби од сметководствен аспект, како и нецелосно извршен попис на средствата, побарувањата и обврските согласно законските одредби. Нецелосно извршениот попис е карактеристичен и за Факултетот за информатички науки и компјутерско инженерство. Кај трите ревидирани факултети не е воспоставена сметководствена политика за евидентирање на приемот и издавањето на материјалите, односно набавените материјали не се евидентираат преку сметките на залиха на материјали и останат капитал. За истите не се врши материјално задолжување и раздолжување, што не е во согласност со одредбите од Законот за сметководство на буџетите и буџетските корисници и Правилникот за сметководство на буџетите и буџетските корисници. Не е извршен попис на залихите на материјали во состојба
со состојба на 31.12.2019 година, со што не е потврдена состојбата на залихите со кои факултетите располагаат. Утврдени се слабости во примената на Законот за јавните набавки кои се однесуваат на необезбедена потребна документација за докажување на личната способност на економските оператори кај фармацевскиот факултет. Во Државниот студентски дом Томе Стефановски Сеник е констатирано неутврдено право на трајно користење на градежните објекти и земјиштето, нецелосно спроведен попис на средствата и обврските, неправилности во примената на нормативите за подготвување на храна за корисниците на услугите на Државниот студентски несоодветна примена на законските прописи со кои се регулира начинот на пресметка и исплата на плата и на доместоци на плата, недоследности во ангажирањето на вработени лица со договор на дело, непочитување на сметководственото начело на парично искажување, неевидентирани побарувања од студентите во сметководствената евиденција, неправилна примена на актите за утврдување на цената за сместување на исхрана на студентите, невоспоставен систем на ажурно и хронолошко сметководствено евидентирање на залихите на материјалите, нецелосна евиденција на побарувањата за повеќе платен ДДВ, неправилности во исплатата на доместоците на членовите на управните одбори, неправилности во примената на законските акти, односно сместување на надворешни корисници или работници во објекти наменети за студенти и ученици, необезбедено доследно почитување на одредбите на Законот за јавни набавки во спроведените постапки и така до недоглед. Во делот јавни набавки е констатирано следното. Во 2020 година најзастапени се следните неправилности кои најмногу се повторуваат во ревизорските извештаи. Прво, слабости во фазата на планирање на јавните набавки. Второ, тендерска документација која во себе содржи ограничувачки елементи во однос на конкуренцијата и создава можност за фаворизирање на одредени економски оператори, секако блиски до вас. Трето, слабости во фазата на евалуација и давање на предлог за избор на најповолен понудувач. Четврто, слабости во фазата на склучување на договори со избраните понудувачи и крајно слабости во фазата на реализација на склучените договори по јавни набавки. Ете каде ни одат парите од буџетот колешке. Заради овие факти бидете сигурни дека како цунами ќе биде збришана оваа ненародна власт, затоа што вистината е на наша страна, а се побројни ќе стануваат оние кои го дигаат гласот без страф од репресијата на моќниците, оглувени на криминалот, слепи и нечувствителни за висината на зидот кој ја дели малобројната каста на привилегирани и армијата на обесправени и понижени граѓани на Република Македонија. И кога веќе говорите за европски пат, морате да сватите дека власт се крои и се менува според волјата на граѓаните, а не со дворски сплетки и уценувачки ножици. Ви благодарам.